Благодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денес расправаме за документ кој не е обична збирка на бројки и обична статистика. Ребалансот на буџетот за 2025 година е огледало на нашата економија, на нашата посветеност, визија и решеност да ја водиме Македонија напред, чекор по чекор, сигурно, стабилно и одговорно. Она што го гледаме со овој ребаланс е јасен показател дека кога државата се води домаќински, кога институциите се раководат од стручни и честни кадри, кога нема криминал и кога владата вистински се грижи за граѓаните, резултатите се видливи, а буџетската каса е стабилна. Сакам да потенцирам дека ова не е само резултат на бројки и статистики. Ова е резултат на вредностите што ги вративме во управувањето со државата. Честност, одговорност, визија и посветеност. Ова е резултат на тоа што престана расипништвото, непродуктивните трошоци и криминалните договори кои го оптоваруваа буџетот во времето на претходната власт. Почнувам од приходната страна. Планирано е приходите да пораснат за 8,6% од првичната проекција. И ова е најдобар доказ дека македонската економија се стабилизира, граѓаните и стопанството добиваат доверба, а институциите си ја вршат работата професионално и ефективно. Овие приходи се должат на подобрата наплата на ефикасната работа на управата за јавни приходи и царинската управа. Двете институции бележат раст на наплатата и тоа за цели 30% во споредба со времето кога СДСМ ги водеше овие клучни институции. Наместо хаос, денес имаме ред. Наместо неизвестност, денес имаме стабилност. Наместо празна каса, денес имаме буџет кој возможува реални инвестиции. На приходната страна денес со ребалансот имаме капитални приходи повисоки за 30,2%, увозни давачки со раст од 16,7%, ДДВ со раст од 3,1%. Кога се работи домаќински, парите се враќаат назад кај народот. Од расходната страна буџетот е зголемен за 3,5 милиарди денари, односно раст од 1%. И тука сакам да бидам исклучително прецизна. Нема кратење, напротив, има вложување во капитални проекти, во плати, пензии, здравство, образование, инфраструктура и во иднината на младите. Почитувани колеги, сакам посебно да се задржам на капиталните инвестиции затоа што тие се темелот на секоја сериозна економска политика. За капитални инвестиции издвојуваме дополнителни 300 милиони денари. И тоа е клучниот показател за разликата меѓу оваа влада и претходната. За време на владењето на СДСМ, капиталните инвестиции беа само на хартија, а Македонија тапкаше во место. Се задолжуваа, а не можевме да видиме ниту еден капитален проект кој што е видлив со око. Денес ситуацијата е поинаква. Инвестираме во конкретни проекти што ги чувствуваат граѓаните. Инвестираме во патишта, водоводи, канализации, училишта, градинки, секаде каде што има реална потреба. Ние на Македонија гледаме напреток, а не само политички маркетинг. Оваа влада покажува капацитет дека може да ја гради Македонија, да инвестира и да создава. За прв пат секоја општина доби еднаков пристап за средства од државниот буџет за реализирање на капитални проекти. Дополнително со овој буџет даваме дополнителни средства за вложување и во локални патишта. Стопанството со поддршка од државата добиваат ефективни кредити и ефтини за развој на бизнисите. Предходната година ја завршивме со рекорд од над 1 милиарда евра на странски директни инвестиции, а и оваа година тенденцијата ќе продолжи да се зголемуваат странските директни инвестиции. Впрочем, и денес имаме нова инвестиција која што е најавена од 300 милиони евра за 300 нови вработувања со инвеститорот Гентерм. Македонија е со четврти најбрз раст на економијата во Европа. Растот на бруто домашниот производ за првиот квартал од годинава е 3%, а веќе трет квартал поред е 3 или повеќе проценти. Ке се стремиме да стигнеме и до 4% раст на бруто домашниот производ. И сето ова го правиме со една единствена цел – подобар животен стандард за граѓаните.
Затоа продолжуваме со пензиите. Обезбедуваме дополнителни 2,5 милиарди денари. Веќе ги покачивме пензиите за 5.000 денари. Во септември пензионерите повторно ќе добијат покачување. За нас оваа категорија на граѓани се луѓе кои цел живот работеа за оваа држава и заслужуваат достоинствен живот. За време на СДСМ, пензионерите беа често оставани сами на себе, па дури и бркани од институциите. Добиваа символични покажувања, а особено оние со минималната пензија. Често слуша изговори зошто нема пари. Денес тие изговори се минато. Со стабилен буџет, со честно управување, обезбедуваме сигурност за пензионерите. Почитувани, обезбедуваме дополнителни 830 милиони денари за плати во јавниот сектор. Ветивме покачување исто така и во јавната администрација и со овој ребаланс истото го возможуваме. За припадниците на Министерството за внатрешни работи, како што ветивме, 10% зголемување на платите, а дополнително со овој ребаланс вложуваме и во модернизација на полицијата. Одговорностите се големи и полициските службеници заслужуваат достоинствена плата, а безбедноста на граѓаните е наш приоритет. Во делот на безбедноста остануваме посветени на вложувањата во интеграцијата во НАТО. Преку Министерството за надворешни работи дополнителни 21,1% повеќе, а преку Министерството за одбрана дополнителни 3% повеќе зголемување на НАТО интеграцијата во споредба со претходно планираниот буџет. Здравството е посебна приказна. Граѓаните заслужуваат современо здравство, а здравствените работници, освен достоинствена плата, заслужуваат и соодветни услови за работа. Обезбедуваме 135 милиони денари повеќе за услуги за пациенти, 100 милиони денари дополнително за инсулин за пациентите, 165 милиони денари за медицинска опрема во јавните здравствени установи или зголемување за цели 375%. Во овој ребаланс на буџет се пресметани изголемувањата на плати по 4.815 денари за сите здравствени работници, за медицинските сестри 6.200 денари покачување, а за сите вработени во јавниот здравствен сектор платите се зголемени за 2.500 денари. Покачувањето на платите во здравството во следните 4 години ќе достигне дури 50%. Во минатото здравствениот систем беше руиниран, немаше лекови, немаше опрема, здравствените работници беа демотивирани. Денес тоа го менуваме и го менуваме со конкретни чекори. Почитувани, би издвоила дека со овој ребаланс на буџет образованието е еден од најважните сегменти, бидејќи има и најмногу вложувања. Затоа што без квалитетно образование немаме иднина. Наместо континуирано вложување за нашите ученици и студенти да бидат рамо до рамо со врсниците од Европската Унија, 7 години претходно сведочевме на урнисување на образовниот систем, впрочем зашто и да збориме, учениците немаа дури ни печатени учебници пред себе. Но ја враќаме надежта за оние кои вреди најмногу да се работи во оваа држава. За инфраструктурни проекти во општините од областа на образованието издвојуваме вкупен износ од 644 милиони денари или зголемен буџет од 127,6%. Ова се нови училишта, реконструкции, подобрени услови за наставата, модерни училници и училишта достојни за 21. век. Во овој ребаланс на буџет обезбедени се средствата за изградба на факултетите ФИНКИ и ФФК. За реконструкција на ученички домови издвојуваме 17% повеќе, а за енергетска ефикасност на студентските домови 32,5% повеќе. Ова значи подобри услови за живот и студирање на младите тука во Македонија. За оваа намена предвидени се вкупно 544 милиони 840 илјади денари. Посебно сакам да потенцирам дека за УКИМ обезбедуваме сериозно вложување со цел враќање на конкурентноста и квалитетот. Нашата цел е УКИМ повторно да биде на Шангајската листа. За тоа е потребно вложување, а ние тоа го правиме и со овој ребаланс на буџет. Во овој ребаланс на буџет издвоени се средства и за ваучери за 250 евра за секој студент за набавка на електронски уред. Проектот Купи куќа за млади повторно се активира. Предходната година беше згаснат и неовозможен, а предходно оваа мерка ја направија речиси и нефункционална.
На големо барање на младите ја враќаме и напредуваме оваа мерка за полесно обезбедување на сопствен дом за младите брачни парови. Во Министерството за спорт за вложување во спортот обезбедуваме дополнителни 19%, а за вложување во спортски објекти ставката ја зголемивме за цели 15%. Преку ова министерство ќе се вложува и во општините во спортски сали, терени, спортски игралишта со зголемен буџет од 19% или вкупно предвидени 383 милиони 416 илјади денари. Спортот и спортската инфраструктура се основа за градење на здрава нација. Не смееме да имаме град или општина во Македонија без соодветна спортска инфраструктура и секој човек треба да има еднаков пристап до истата. Во Министерството за социјална политика, демографија и млади, буџетот за ставката млади или секторот млади кој спаѓа под ова министерство е зголемена за 98,3%. За изградба, опремување и одржување на градинките предвидуваме 42,4% повеќе од планираното или 16 милиони 354 илјади денари. Преку ова министерство ќе се градат и реконструират градинки во општините и дом за стари лица со зголемен буџет за 96% или 350 милиони 871 илјада денари. Преку Министерството за дигитална трансформација значително ќе направиме напредок во реформи на јавната администрација. За оваа намена на буџетот е зголемена оваа ставка за 55,3%. Итно ни е потребна дигитализација во секоја една јавна институција со што ќе се овозможи и нивно поврзување за поефикасно извршување на услугите за граѓаните. Во овој мандат силно ќе бидеме посветени на забрзаната дигитализација на Македонија. Преку Министерството за култура и туризам, конечно Скопското кале ќе го добие својот изглед како што заслужува. За оваа намена во буџетот оваа ставка е зголемена за 394%. Обележјето на главниот град мора да биде заштитен и во истото да се вложува. Значајно е вложувањето и во Универзитетот Свети Климент кај Плавошник со зголемен буџет за оваа намена од 362,6%, со што сакам да потенцирам дека основните знаменитости на Македонија морат да бидат суштински заштитени. Во филмската дејност зголемувањето од 18%, а во Агенцијата за филм зголемен буџет за 82,9% од претходно предвиденото. Преку Министерството за култура ќе се градат и ќе се реконструираат домови за култура и други културни објекти во општините со зголемен буџет за 21,8% или со вкупно 335 милиони денари. Почитувани, особено сакам да ја потенцирам значајноста на овој ребаланс на буџет по однос на младите и вложувањето во младите, бидејќи неминовно е дека со овој буџет и како со зголемувањето на ставките кои што се особено значајни за младите, имаме доказ дека на оваа влада и на ова парламентарно мнозинство фокус им се токму младите и нивната иднина за се со цел младите да останат во нашата држава, да живеат, да студираат тука, да создаваат тука и конечно да работат секако во Република Македонија. Почитувани колеги, со овој ребаланс на буџет за 2025 година буџетот е комплетно посветен на младите. И тоа го докажуваме со неколку ставки кои што се зголемени, со средства кои што се итекако значајни, за поголеми средства кои што се обезбедени како што потенцира вложувањата во образовната инфраструктура, во училиштата кои ќе бидат со примерни услови. За студентите и за учениците со овој буџет се реконструираат студентските и ученичките домови. За енергетска ефикасност имаме зголемување од 32,5% за реконструкција и енергетска ефикасност на студентските домови. Со овој ребаланс на буџет се обезбедени средствата за конечна изградба на зградите на Финки и на ФФК.
Со овој ребаланс на буџет имаме најголеми вложувања на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што е можно поскоро да се најде на Шангајската листа и конечно да биде конкурентен по однос на другите универзитети кои што бележат и како квалитетна настава по однос на студиите. Со овој ребаланс на буџет обезбедуваме 250 евра за секој студент на сите универзитети, со што ќе се овозможи електронски уред за секој студент во Македонија. Конечно, на големо барање на младите се враќа проектот Купи куќа за млади, со што ќе се овозможи младите да дојдат што е можно побрзо до полесни услови за живење во Македонија, бидејќи една од нашите темелни вредности за младите е токму и обезбедувањето на дом за млади, бидејќи не треба да бидат цел живот оставени на работно издржување, да бидат станари и така натаму. Како што напоменав и претходно, во Министерството за спорт имаме сериозни вложувања во спортот, во спортистите и во спортската инфраструктура, така ќе продолжиме понатаму во секоја една општина да има соодветна спортска инфраструктура. Во градинките веќе интензивно се работи на нивна реконструкција, на проширување на капацитетите, така и со овој ребаланс на буџет морам да напоменам дека го зголемуваме буџетот и за оваа намена. Забрзаната дигитализација е исто така приоритет, бидејќи една од суштинските потреби на сите граѓани, особено на младите, да имаме полесен пристап до дигиталните услуги кои што ќе го овозможи и текако животот на секој еден човек. Морам да напоменам и по однос на вработувањето на младите, веќе е донесен оперативниот план за вработување, кој што можеме да кажеме дека со над 60% е посветен токму на младите, особено на младите до 29 години, со што се овозможуваат парични средства за обезбедување и поддршка на сопствен бизнис. Повторувам, една од темелните вредности покрај образованието и покрај обезбедувањето на дом за млади е и нивното вработување, со што заокружуваме еден циклус на значајни темелни вредности кои што значат за младите студирање, учење дома, живење дома и работа дома. Со ова го заокружувам и овој циклус за обезбедување на младите и подобар живот на младите во Република Македонија. Со ова морам да потенцирам дека во овој момент имаме и рекордна невработеност од 11,9%, а тенденцијата ни е исто така оваа невработеност да се намалува токму со овие успешни мерки кои што оваа влада ги носи, а особено морам повторно да потенцирам дека се со фокус на младите. По однос на животниот стандард и олеснување на животот на секој еден човек, а особено ќе потенцирам повторно на младите, и обезбедувањето на функционален јавен превоз. Поради тоа во овој ребаланс на буџет имаме и ставка со која што се обезбедуваат нови 120 автобуси или 307 милиони денари повеќе за набавка на автобуси кои што ќе го олеснат јавниот превоз на секој еден човек. Веќе не смееме да имаме сведочења од најмладите кои што го користат јавниот превоз најчесто покрај пензионерите, дека не е можно да се пристигне на училиште или на факултет да се посетува наставата. Ова е алармантно, потребно да се овозможи што е можно побрзо и поскоро. Проширувањето на студентскиот оброк е исто така нешто кое што е опфатено со овој ребаланс на буџет, и забрзаната реконструкција на студентските домови е исто така нешто кое што оваа влада може да бележи успеси. Почитувани, овој ребаланс е порака дека Македонија може и мора подобро. Ова е патоказ, но патот кој го градиме е заедно, со труд, со честност и со верба во сопствените капацитети. Вложуваме во младите затоа што тие се нашата сегашност и иднина. Градиме патишта затоа што сакаме поврзана Македонија. Инвестираме во образование, здравство, безбедност и култура затоа што сакаме држава што ќе им служи на сите граѓани, а не на поединци. Ке има предизвици, но верувам во нашата заедничка заложба заради која што ни ја дадоа граѓаните, а тоа е дека ќе работиме и ќе служиме на граѓаните. Затоа што ова време и оваа доверба ни е дадена за да направиме промена и подобро место за живење. И таа порака ја разбираме многу сериозно. Затоа денес сите јасно испраќаме порака дека е време за работа, за одговорност,
и за конкретни резултати. Време е Македонија да ја вратиме таму каде што припаѓа, на патот на стабилноста, на просперитетот и на достоинството. Затоа ве уверувам и силно стојам за тоа дека овој ребаланс на буџет е комплетно направен токму за граѓаните и во наредниот период преку конкретни чекори, конкретни инвестиции, конкретни видливи проекти, тоа пред граѓаните ќе се докаже. Ви благодарам.